Од утро во Тетовци до нашата редакција почнаа да пријавуваат дека водата од чешмите им има невообичаен мирис и вкус. Го опишуваат како изменет вкус без или во комбинација со мирис, за некого на јод, а за некого на варикина. Состојбата се повторува во истиот месец од лани, кога за прв пат беше пуштена водата од новиот градски водовод. Да. На што? 10 години мириш. Да, истото нешто имаше као мирис многу гаден, тоа не знам што тоа. Вкус тоа тешко. За ова народ не верувам дека ќе биде подобро. Вака како иде водата, тоа е живот е, не здравје и живот и све, тоа е. Да. Сега пиев кафе тука и миришеше нешто на лоше нешто. На што? Не можев да приметам и го оставив, не го пиев. Тука има нешто, сигурно. Еден лош мирис имаш. Слушно дека има некој мирис, не знам. Од Центарот за јавно здравје Тетово смируваат дека последните анализи покажале исправност на водата за пиење, се додека не се појават индикации за физичко, хемиска или бактериолошка неисправност, истата не може да се забрани за конзумирање. Имавме јавување од загрижени граѓани за промена на пред се мирисот, меѓутоа и вкусот на водата за пиење. Наша екипа излезе на лице место, земени се како и секој ден, така и овој пат, земени се мостри за анализи. Првичните анализи физичко-хемиски покажуваат дека нема никакво отстапување од правилникот за безбедност на водата и од вообичаените вредности. Останатите параметри се во тек и ќе ги имаме во тек на утрешниот или за утрешниот ден микробиолошките. Да напоменам дека нема место за паника. Не е небезбедно, меѓутоа правилникот вели дека да биде прифатливо во однос на мирис и вкус, да биде прифатливо за потрошувачот и да нема абнормални промени. Мирни се сите останати параметри, а очигледно дека за многу од населението не е прифатлив. Ова е промена на мирис и вкус. Јас лично не ја чувствував. Меѓутоа не значи дека загриженоста на населението не е оправдана. Оправдана затоа што прво го ние дали е некоја материја безбедна, преку тие сетила ја чувствуваме. Напоменувам дека нема опасност од загрозување на здравјето на населението. За тие што го чувствуваат непријатниот вкус и мирис, немојте да ја пиете водата, но немојте да делувате и на овие што не ја чувствуваат да ја пијат, нека ја пијат. За хигиена апсолутно не станува збор, може да се користи затоа што сме ние во период на вируси и на бактерии, каде што неодржувањето на хигиената може да ни направи многу поголеми проблеми здравствени од овој сега што го имаме. Минатата година на 23 октомври Тетовци за прв пат го почувствуваа изменетиот мирис и вкус на водата од градскиот водовод. Центарот за јавно здравје Тетово првично препорача користење на флаширана вода, но извршените анализи не покажаа отстапување од пропишаните параметри, со што беше заклучено дека водата сепак е исправна за пиење. Се работи за состојба што ја имавме и минатата година, ако се сеќавате во овој ист период, односно за состојба после вклучување на филтер станицата. Знаете, поради познатите причини, е вклучена и реката Пена во градскиот резервоар преку филтер станица. Очигледно е дека во овој период, така вика светската теорија и пракса, во овој период имаме распаѓање на вегетацијата и после вчерашните силни врнежи испирање на распадните продукти во реката Пења и очигледно е дека иако таму се врши хлорирање, ќе биде потребно дополнителни некои мерки за кондиционирање на овие два параметри мирис и вкус. Ние и минатата година предложивме тоа да биде или озонирање или преку филтри од јаглен. Така во моментов според овие информации одлуката дали поради непријатниот мирис ќе користат флаширана вода или ќе ја користат водата од чешма останува на граѓаните. Телевизија КИС ќе следи состојбата и ќе информира тековно и во наредните денови.